Да се надеваме дека министерот у дупката кај што е скриен има телевизор или нешто така па ќе не чуе. Така. Ама наше е да му се обратиме бидејќи не слуша изгледа. Студентите повторно се одважија и застанаа на браникот на образованието. На браникот на отпорот наспроти силата како аргумент. На браникот на поддршката и солидарноста. Студентите не прашуваат зошто сме ги поддржувале средношколците. Зошто сме упатувале апел за поддршка и солидаризација за нивната борба за подобро средно образование. Зошто сме го поддржувале нивниот бойкот? Одговорот е едноставен. Нема квалитетно високо образование без квалитетно средно образование. Делиме ист образовен систем, делиме заедничко општество, делиме заедничка иднина, имаме заеднички цели и една главна, да живееме заедно дома. Заедно дома! Свесен ли сте, господине министер, дека со вашите намерно лоши, наметнати и слабо анализирани реформи не бркате од сопствената држава? Свесен ли сте дека не правите дел од зачудувачката и застрашувачката бројка на иселени млади луѓе од државава? Свесен ли сте за тоа? И дали знаеки ги овие факти мирно спиете дома или у дупката кај што се скриле? 12 дена средношколците ја бойкотираат наставата. 12 дена тие ве повикуваат на средба за да ги слушнете нивните аргументи. 12 дена губат настава по ваша вина, бидејќи знаете тој немал време во неговата агенда да се сретне со нив. Па зашто имате време, господине? Зашто имате време, господине министер, ако не за нив? Или сте премногу зафатени со буцкање и притискање на директорите им се закануваат на средношколците? Баталете го тоа, господине министер, и вие, и вашиот заменик. Овие генерации одамна го победија стравот благодарение на вербата за подобро образование, бидејќи образованието е клучот на едно силно и вистинско демократско општество. Овие генерации, за разлика од сите други, дури и оние во кои спаѓаат нашите родители и професори, сватија дека без добар образовен систем, без образовен систем кој ќе научи да бидеме граѓани наместо послушници, кој ќе научи да критикуваме наместо слепо да аплаудираме, без образовен систем кој ќе научи и ќе ни нуди знаење наместо клик, никогаш нема да имаме општество од свесни граѓани, туку како што кажа Никола Младенов, ќе бидеме една збирштина од безработници. Студентите стојат и секогаш ќе останат тука до вас, рамо до рамо, со вас, кој покажавте дека не само што имате храброст, туку за разлика од политичариве, поседувате и визија. Но, во овој момент, ги повикуваме сите родители, наставници, директори и интелектуалци кои си ја пикаат како ноеви главата во земја. Мора да излезат од зоната на комфорот, да го победат стравот и да застанат рамо до рамо со нас.
Бидејќи не ни оставивте систем во кој образованието е стол наместо стиропор. Ние тука бараме да се одважите и да излезете, да ги чуете нашите барања, бидејќи одлучивме ние заедно со средношколците да се бориме за подобро утре и за нови политики кои ќе бидат креирани од сите за сите. Заедно сме посилни! Заедно сме посилни! Заедно сме посилни! Заедно сме посилни!